Се наоѓаме во населно Требиште. Повод за нашето присуство денес тука беше свеченоста по повод отварањето на една преубава џамија. Сигурно забележувате од мојата позадина. Ова џамија, после 8 години градба, како што беше најавено од самиот организатор, конечно денес е отворена. Ние на покана на организаторите имавме можност да присуствуваме на вистина на ова прекрасна свеченост и да бидеме дел од отварањето на овој навистина прекрасен објект. Инаку ќе напомнам дека џамијата го носи името Нур џамија. Во последниве неколку минути ќе имате можност да видите како изгледа нејзината внатрешност и се разбира заедно сето тоа проследено со низата на свечености, каде што учество е предвидено да земаат хафизот Азис Алили. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم الفاتحة.
зборови минливи. О, вие, кои паѓате и станувате низ искушенија дуњалучки. О, вие, кои го барате патот низ морето без патици. Допрете за миг и чујте го гласот на тишината. Над мене и над вас небо и воздух. Драги браќа и сестри во Ислам, почитувани гости, уважени муфти, драги имами, представници на верскиот и политичкиот живот во Република Македонија. Го отворам денеска моето срце и мојата душа во името на мојот народ, за да ве поселамам и да ви посакам топло добре дојде на овој свечен чин, на овој историски чин за Требиште, за река, за исламот во Република Македонија. Ми представува чест и задоволство во име на домаќинот да го поканам да земе збор имамот Енвер Ефендија Билали, лидер на духовниот живот во реканскиот регион. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах, Господаром на световите, со милосниот милостив, Владарот на судниот ден, за милоста и благодетите кои што секојдневно ни ги подарува. Аллаховиот благослов нека е врз последниот негов пејгамбер Мухаммед алейхиселам, врз неговото честно семејство, врз неговите храбри и примерни асхаби и врз сите оние кои што живеат и умираат со вистината во срцето и душата. Почитувани гости, драги пријатели, почитувани муфти, представници на исламската верска заедница во Република Македонија, драги мои професори, почитувани колеги имами, почитувани градоначалници, почитувани представници на џамиските и ваковските одбори, почитувани представници на местните заедници, почитувани присутни, почитувани браќа и сестри. Дозволете ми најпрвин да ве поздравам од моје лично име, како и од името на џамискиот и режискиот одбор и од останатите жители на село Требиште со исламскиот поздрав Еселаму алейкум. Ви посакувам срдечно добре дојде во нашето село и нашиот џема на ова место, во ова време, во овие прекрасни предели, каде што возвишениот Аллах не штедел давајќи од својата убавина, на овој свечен чин, каде што со Аллахова дозвола треба да ја отвори оваа наша џамија, ова Аллахова куќа. Драги браќа и сестри, почитувани гости и пријатели, се подсетувам себе си, а ве подсетувам и вас, да ја слушнеме заеднички оваа прекрасна Аллахова порака
преточена во 18-тиот ајет од Куранското поглавје Теубе. Естајду билла бисмилла. Иннема јамуру месаджид Аллах мен амене биллахи вал јаумил ахир ва екаме салах ва ате зека ва лем јахше илла Аллах феаса улаике ей јекуну минал мухтедин. Навистина, Аллаховите џамии ги градат и ги одржуваат оние кои што веруваат во Аллах и во идниот свет, и кои што кланјаат намаз и даваат зекат, и кои од никого сем од Аллах не се плашат, тие се на вистинскиот пат. Пред точно 8 години, поради недостаток на простор за обавување на молитвата кој го имаме во старата џамија, почна да се реализира нашата намера со поставувањето на камен телелникот за изградба на нова џамија, која ќе ги поседува сите услови за извршување на верските потреби. Цигла по цигла, дел по дел, ден по ден, година по година, еве дојдовме до моментот кога џамијата стои гордо исправена пред нас, изградена и целосно комплетирана, спремна и способна да ја реализира потребата на муслиманите од село Требиште, од реканскиот крај и пошироко. Џамијата има 315 квадратни метри рамен простор за обавување намаз, плюс исто толку квадрати подрум со мектеп, библиотека, канцеларија, гусулхана со комора, гаража, абдесхана, тоалети, котларница, ходник и 2 посебни влезови кои водат до нејзините 2 махвила. Располага со 2 балкона или махвила од 300 квадратни метри простор за обавување намаз, од кои едниот е исклучително за жени со посебен влез, што џамијата вкупно има капацитет во нормални услови да собере 850 кланјачи. Неа ја красат и 2 високо издигнати минаринија од по 60 метри, како и убаво дизајниран и среден шабарван изграден во дворот од истата. Со оглед дека се работи за доста голем објект, нам ни беа потребни и доста материјални средства, кои со Аллахова волја успеавме да ги обезбедиме, од кои 312.463 евра се собрани средства од жителите на село Требиште, како и 197.745 евра донации, од кои најголемиот број се исто така од жители на село Требиште. Тука посебно би ја истакнал помошта и менаџирањето на исламската верска заедница преку нејзиното Бебарско муфтиство. Вкупната сума за изградбата на овој објект изнесува 512.208 евра. Драги браќа и сестри, почитувани гости и пријатели, благодарение на Аллах Џелешануху, ние сме генерација која што имаше можност да учествува во изградбата на оваа Аллахова куќа, која ќе биде расадник на исламот во ова село, а воедно и место на мирот и негувањето на братските и етичките вредности на луѓето. Џамијата е место на собирање, џамијата е место на ибадет и место на донесување племенити и општо корисни одлуки. Таа не представува само градба, со која што треба да се гордееме во материјален смисол, току таа е духовен центар, од кој зрачи и светли снагата на исламскиот уммет и во кој се одгојуваат генерациите на муслимани, кои ќе бидат спремни без оглед на разните искушенија
go nosak svetloto na islamo. Ottuka i ime to je dadeno kako Nur džamija ili džamija koja će go ispušta svetloto na harmonijata i miro od Trebište pa niz reka pa po natamu vo celi od svet. Allah vozvišeni odrekol وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Džamijite se poradi Allah i ne molete mu se pokraj Allah na nikoj drug. Vozvišeni od Allah ne počestil so možnosta ova džamija, ovoj njegov hram deneska da je otvorime. Domoli me naši od gospodar, ista ta ova džamija koja što deneska je otvarame, ta od denes da počne da gi otvara srcata na žitelite na ova selo i poširoko kon vistinata. Vozvišeni od Allah neka ja napravi svetilnik i sigurno pristanište na vozvišeni od Islam od deneska pa sve do sudni od den. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kojom umivaš robove svoje, ljubav je kap iz milosti tvoje. Kojom umivaš robove svoje, za tobom čeznem kad tebi žurim. Pred vratima tvojim nas Allah zove, pred vratima tvojim nas Allah zove. Svi bićem cijelim sad recimo Allah.
miris ruža, uz tebe se smiri duša, ja Habib Allah. Salatullah, salamullah, alejke ya Resulallah, alejke ya Habib Allah, ya Nabi Allah. الصلاة والسلام عليك يا رسول Da sam Bog do ashab bio, da sam tebi izmetio, pa da gledam lice bijelo, poljubim Mubarek čelo, slađe neg jecem zemrelo, ja Nabi Allah. Salatullah, salamullah, alejke ya Resulallah, alejke ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Hvala puno. Такви сме. Сакаме да гледаме кон небото, не кон земјата. Такви сме. Не сакаме да признаеме дека не знаеме што знаеме и знаеме што не знаеме. Такви сме. Ја сакаме правдата и вистината. Такви сме, муслимани сме. Благодарност на Аллах, милостивиот, сомилосен, еден и единствен. Ништо не е како тој. Тој е прв без почеток и последен без крај. Го поканувам да земе збор уважениот тебарски муфтија Рамазан Ефендија Хаса. Повели Ефендија. Добро дојде на сите присутни гости кои со нивното доаѓање не почестита посебно представник на председател на Исламска верска заедница на Република Македонија, на Раис Улема Аджи Сулейман Ефенди Реджепи со штипскиот муфтија Аджи Иса Исмаили. Муфтите на Република Македонија, представител на општина Мавро Рустуше Мукерем Мемеди. И вие, почитувани, дојдовте, поддржувате и донатори кои секогаш своите покрај ова џамија кога беше потребно. Почитувани браќа верници, денеска сме собрани во ова место каде корените на исламската вера се многу длубоки и повеќе вековни, и самиот овој собир ја потврдува ова вистина. Во ова се исламската вера живееше и тогаш кога нејзи беа затворнити вратите во многу други места и краеви. Овде се учи езан кога во многу места тоа беше ограничено. Се клањаше намаз кога во многу места беше забрането.
се уче исламската вера кога многу муслимани беа спречени од тоа. Овај чин, изграда на ова џамија, е доказ дека ова место има народ, то го верува на Аллах Джелешану и судниот ден. Кланјат намаз, дават зекјат и се плашат само од Аллах Джелешану. Самите Аллах во Куран вери. На вистина, Аллаховите џамии ги градат само они кои веруваат во Аллах Джелешану и судниот ден. Кланјат намаз, дават зекјат и се плашат само од Аллах Джелешану. Имајќи во предвид дека светот денеска пати за две нешто многу вредни, кој не може да ги добие никако, фамилијата и добриот човечкиот карактер. Џамиите се институции каде се со посебен акцент на човекот ги учат и едуцират да постане фамилиарен и карактерен човек. Џамиите во исламската историја имала различни улоги, зависно од потребите на муслиманите. Тие биле место за молитва, школи, универзитети, војни установи, научни институции и другите. Но џамиите во овие села, покрај другите функциите, тие биле центри кои давале свој отпор кон инсталирање на комунистичкиот систем. Овие џамии се гарантират од страна на Господ, за тоа кога и да нашиот народ го погодуваат различни несреќи и движење, кои вршаа нивно асимилирање. Верници се држаат сврсто до џамиите, затоа што тука беше евидентна Аллаховата помош и гаранција. Така што градењето на џамија не представуваат обична градење на неколку зидови, туку е градење на иднината на едно место. На крај, го молам возвишен Аллах Джелешану да ги награди со секој добро оние кои помага во градење на Аллахове куќи. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Poštovane muftije, cijenjeni imami, draga braćo i sestre, čast mi i zadovoljstvo da sam danas među vama i zahvalan Allahu Đelešanuhu što mi je omogućio da u ovom prekrasnom kraju, u ovim horizontima, danas na ovoj velikoj svečanosti budemo zajedno. Ja sam došao sa svojom porodicom, samo je moj Ahmed nije tu, Kerim je izrazio želju da ga zamijeni, pa će on započeti jedan dio ilahije. Kuranski ajet kada govori da Allahove džamije grade oni koji vjeruju u Allaha Đelešanuhu, vjerujem da vi koji ste izgradili ovu džamiju, ona je vas još više izgradila, kao što je izgradila i zagrebačke muslimane i sve druge, i nadam se da će tako ostati u budućnosti. Molim Allaha Đelešanuhu da vam pomogne na tom putu. Vi blagodarujem na pozivat i farmidoroj šum. Edu s Allahom Đelešanuhu ki už problem, neka vas Allah Đelešanuhu nagradi. Hvala vam. Subhanallah, 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 Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'wana shanak, na'uka wa narju ghufranak, na'uka wa narju ghufranaka Rabbi. صلوات
حبيب مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Čekao sam život cijeli, ne bil stigo u Medinu, a mi smo se davno sreli u našemu čistom dinu. U ezelu kad bijasmo naših duša perivoju, kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju. Mir se erde i derguar, nakat fenake uzzuar, letife öşlötsuar, peygamber ye maydaluar. Ya Habibi ya Muhammed ya Nabi selam aleyke ya Resul selam aleyke ya Habib selam aleyke salavatullah aleyke ya Nabi selam aleyke ya Resul selam aleyke ya Habib selam aleyke salavatullah aleyke. Bistra voda stalno teče s vrela s kojeg mošu spuše i nikad prestat neće s njega piti naše duše. Blago tebi ej Siddiče, blago tebi ej Omere, blago tebi majko naša, pokraj sunca munevere, nasred evde mutahhere. Ya Nebi selam aleyke ya Resul selam aleyke ya Habib selam aleyke salavatullah aleyke ya Nebi selam aleyke ya Resul selam aleyke ya Habib selam aleyke salavatullah aleyke. Merhaba, 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 مرحبا مرحبا مرحبا. كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وكل هدي هديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه. مرحبا 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 مرحبا
مرحبا جد الحسين صلى الله على طه خير الخلق وأهلها 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 بهجت varlığımın spiritlat taştur meşehide memartim bahçet varlığımın spiritlat taştur meşehide memartim sigurtisha unemeju etlum droja başkilim Medine'ye varamadım Gül kokusun alamadım Ben Resul'e doyamadım yaralıyım 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 Ben Resul'e doyamadım yaralıyım 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 Umedinu pošrabi rumen ružu sejrio bi Njezin miris tražio bi zato plačem zatim čeznem u dom Njezin miris tražio bi zato plačem zatim čeznem u tom gori Revda tvoja džennet baša nurom blista i mi Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori.
зошто сме тука и зошто постоиме. Што е вистината и која е нашата мисија? Одговорот е еден и проверен. Исламот како начин на живење. Џамиите се Аллахова куќа, а џематот е душа на џамијата. Овдека џематот има длабоки корени. Во него е нашето минато, нашата сегашност, нашата иднина. Џематот ги чува нашите вредности, нашата посебност, нашиот идентитет. Го замолувам да земе збор во име на Исламската верска заедница на Република Македонија, штипскиот муфтија Иса Ефендија Исмаили. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي بها وجه الله بنى الله له قصرا في الجنة. صدق رسول الله. Braća, sestri i domaćini, gosti, ođi, gospodin muftija, jaz muftija za Istočna Makedonija, тука прва доаѓа во вашето село. Прво, еманијатот ќе ви го пренесем на вас. Селам од Реисул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи ви го честита ова убавина, ова џамија, и јас во име моје и во име на сите муфти и оџи Allah
اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلهي لا تعذبني
فإني مقر بالذي قد إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان وما لي حيلة إلا رجاء وما لي حيلة إلا وعفوك إن عفوا وعفوك إن عفوا وحسن فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم
muhabeti, brate. Ja, to je. A zašto mi ne?